Неколку дена по формирањето на бригадата, борците со големо нетрпение ги започнаа борбените акции против непријателот. Требаше да се брани слободната територија, на која и се закануваше голема опасност од германските и балистичките војски, кои во тоа време почнаа да се движат кон Тепар од разни правци со цел повторно да го окупираат. Во исто време, на 15 ноември, германските фашистички колони, подпомогнати од балистите на Мефаил, извршија пробив од кај Кичево во правец на селото Извор, со цел да ги поправат веќе разурнатите од партизаните комуникации, а истовремено да се ангажираат во борбата против единиците на првата македонско-косовска бригада. Дознавајќи ја намерата на окупаторот, уште ноќите на 14 спроти 15 ноември, бригадата презеде покрет со цел да заземе борбени позиции и подготвено да го пречека непријателот. И наскоро, на 16 ноември, дојде до првото борбено крштевање на борците од славната бригада кај селото Кленоец и Извор Кичевско. Борбите со непријателот, кој беше бројно и технички понадмакен, се водеа гради в гради, а борбените позиции поминуваа од раце в раце. Големата пожртвуваност и невиденото херојство, што ќе следуваат во сите на тамошни борбени акции на оваа бригада, уште тогаш во таа прва борба дојдоа до израз. Непријателот беше поразен и имаше многу материјални и човечки жртви, а истовремено беше принуден да се врати на своите појдовни позиции. За покажаното херојство и за големата пожртвуваност во овие борби, штабот на бригадата ги одликува Злате Михајловски и Злата Стругар. На првом јуришу ми смо мало ту застали јер су нас изненадили. I onda, kad je već rukovodstvo bataljona i čete i brigade, naša prva četa je vršila napad tu, a druge čete su bile levo i desno od nas. Onda su tu, kako je bio raskvašen teren, nama su noge potonule u zemlji, bila je, mislim, strnjena posle pšenice i tako da smo jedva izvlačili noge. Ali u nekolika navrata mi smo vršili juriš, druga četa sa leve strane, treća četa sa kojom je komandovao Janko Lakićević, ona je izvršila ponovo napad, tako da smo mi tog dana, nekoliko Nemaca je tu ubijeno i u tim jurišima ranjeno je i naših drugova jedan broj, mislim da je 6 ili 7 ranjeno tu. Levo, desno okrenula sam se, pogledala sam, videla sam da je palo nekoliko naših drugova.
Sa leve strane nalazio se Zlate Mihajlovski, on je bio puškomitraljezac i u neposrednoj blizini bila sam ja i jedan drug, da li se zvao Gafur, zaboravila sam, pogledala sam levo, desno, ja sam bila prilično mlada i kad sam vidjela da je njemu mitraljez odneo ceo deo gornji glave, onda sam tek vidjela da je situacija opasna i mi smo, ona grupa koja se nalazila tu, izvršila juriš i sa desne strane četa treća, ona je već napadala na položaje Nemačke. Mi smo, tako da je tu i levo i desno borba bila oštra. Umeđu vremenu, kad je već bilo oko 10 sati, polako smo se povukli i pogledali levo, desno, izvukli jedan broj velikih ranjenika. Tu je Zlate Mihajlovski pokazao veliku hrabrost i kasnije, posle te borbe, on je dobio kao, onda nije bilo odlikovanja, ali dobio je kao trofej za svoju hrabrost, dobio je pištolj, a mene su dodelili Kamu Bodeš. Gledajki дека пред себе има голема и непобедива партизанска единица, непријателот веднаш пристапи кон подготовки за нова, уште поголема и пожестока офанзива, со цел повторно да ја окупира слободната територија и да ги загосподари главните западни комуникации кои му овозможуваат целосна безбедност. Во една вака сложена ситуација, раководството на Централниот комитет и на Главниот штаб на Македонија, согледувајќи ја положбата и ситуацијата не само во Западна Македонија, туку и во другите краишта на Централна и на Источна Македонија, презеде нови чекори, со тоа што своите борбени дејства ги насочи во делот на Македонија под бугарска окупација. Идејата на Главниот штаб беше ненадејно да се навлезе на територијата што ја држеа бугарските окупаторски сили и таму да го пренесе веќе разгорениот пламен на востанието. Веднаш, уште на 20 ноември, се појде во извршување на планот на Главниот штаб. Тешката партизанска колона по тие влажни и маговите есенски денови се движеше преку селата Козица, Карбуница, Лисичани, Пласница и Бушова чешма, кон македонски Брод. На овој тежок и макотрпен марш, придружник на големата бригадна комора и беше и лошата каллива есен, која уште повеќе им создаваше тешкоти на изморените партизани. Соочена со тешкотиите при маневрирањето од една и со откривањето на намерите од бугарските војски од друга страна, бригадата мораше да се врати назад на слободната територија во Дебарца. Во исто време, во почетокот на декември, подпомогнати од балистичките сили на Джемо и Мефаил и од други придојдени реакционерни сили од Албанија, германците презедоа опсешни операции со цел конечно да ја поробат слободната територија. Во овие со широк опсег операции што беа преземени од страна на окупаторот учествуваа над 1700 непријателски војници. Всушност, овие воени операции на окупаторот беа и уводни борби на големата непријателска офанзива што ја презедоа германците во Западна Македонија и во Албанија. По заземањето на двата слободни града, Дебар и Кичево, окупаторот со сета своја воена сила ги концентрира своите борбени дејства во правецот на Дебарца. Така започна шестата непријателска офанзива во која се најде бригадата. Кон крајот на 1943 година, германските и бугарските окупатори презедоа широка офанзива против Народно-ослободителното движење со цел да го уништат
това движење да ги обезбедат своите комуникации, нарочито комуникацијата за Грција и Албанија. Во таквата ситуација, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизански одреди донесоа одлука главнината на партизанските одреди да се повлечуат кон југ, кон Грција, односно во Егејска Македонија, како би ја сачувале нашата жива оперативна сила, да може у поволни ситуации да се поново поврати на тој терен. Така што ние дадовме налог на сите оперативни единици да се повлечуат на југ, а това ни требаше нам истовремено да се и малку и реорганизираме, односно да се подготвиме за нови офанзиви и нови потхвати. Така да непосредно по пристигањето на нашите оперативни единици во Егејска Македонија, кој почна нивното повлечување уште негде ко средината на ноември, а главниот штаб, Централниот комитет и се оноа што беше помоќно околу тие две тела, се повлековме на 5 декември и ја напуштивме нашата слободна територија во Западна Македонија. Бригадата беше принудена да ја напушти слободната територија, бидејќи прашањето за нејзината упорна одбрана беше ризично и непотребно од една страна, а и со оглед на тоа дека востанието во овој крај веќе зеде широки размери од друга страна. Тоа беа напорни денови. Требаше да се поминат над 300 километри преку Галичица, Преспа, Кајмакчалан, преку нивните остри планински гребени и да се поминат двете граници, бугарско-грчката и бугарско-албанската. И на крајот, по 11 дена непрекинат марш исполнет со големи опасности, бидејќи се поминуваше низ непознати терени каде што на секој чекор чекаше непријателска заседа и покрај големиот физички напор на кој беа изложени борците, на 18 декември големата колона стигна во подножјето на планината Кожур. Настапија нови денови, се отворија нови страници во богатата борбена историја на бригадата. Можам да кажам дека на тој пат бригадата изврши уште една реорганизација во селото Герман, кој се наоѓа на јужната страна од границата од Преспа, и тука се и формално вклучи Преспанскиот батальон, Овчаровиот тако звани, се вклучи и таа како таква стигна во состав на Кожух планина од 5 батальона. Заминувањето на бригадата на долгиот и тежок марш до Егејска Македонија, во деновите кога се подготвуваше инвазија на окупаторската војска во Дебарце на слободната територија, народот го прими со тешка болка.
За своите жртви кај Кленоец и Извор, кај Кичево и Дебар, окупаторот бараше прескапа цена од мирното слободолюбиво население на Дебарца. Бесот на непријателот беше уште поголем кога виде дека бригадата се извлекла од поставениот обрач. Но борбениот и слободарски народ на Дебарца беше подготвен на жртви. Го плаќаше крвавиот данок, исправен и горд. Врската на борците и народот за тоа релативно кусо време, додека престојуваше бригадата во нивните пазови, стана нераскинливо. По сите маки, страдање и палење на селата и по сите рани што му беа зададени на немоćното население, тоа им остана верно на своите борци и на својот идеал, дека и покрај сите маки утрешниот ден ќе донесе слобода. Народот не можеше да биде поколебан и вратен од патот по кој чекореше дотогаш, заедно со единиците на Народно-ослободителната војска, зашто беше убеден дека по бурата ќе изгрее сонцето. Бригадата замина, но ги остави своите длабоки слободарски корени. На 5 декември отпочна концентричен напад на територијалното подрачје на Дебарце од големи германски и балистички снаги. Така да целиот ден се водија тешки борби, скоро на сите сектори, према Кичево, према Струга, према Дебар, а и на самото територијално подрачје на Дебарце. Вечерта бригадата се повлекува за Егејска Македонија, а јас по задаток на главниот штаб на Македонија останувам со снагата која има во команда места и други ранети и болни борци од бригадата и од одредите, останувам и формирам одред Јане Сандански во јачина од околу 120 на души. Тој одред останува на ова територијално подрачје се до доваѓањето на бригадата таму кон крајот на април 1944. Со заминувањето на бригадата за Егејска Македонија, целата власт остана на тоа територијално подрачје, од местните народно-ослободителни одбори па до околискиот народно-ослободителен одбор. Некои членови на органите на власта беа похапсени, али немаше скоро никакви провали, нити имаше докази да бидат судени и осудени од окупаторот. Додека немилите и страшни настани се случуваа во Дебарца, бригадата на својот голем марш секој пат во мислите беше со својот народ. На 14 декември таа стигна на планината кај Макчалан и стапи во контакт со грчките партизани. Бе на зачелје на колоната заедно со еден од косоварите, ми се чини да се викаше мајор Комненовиќ, иначе мајор во бившата југословенска војска. Гледајќи ги расфрлани остатоците од Првата светска војна,
od topovi, od granati, od vozila. I jedni od i drugi se prisекјавме на Јаковлевичата трилогија која ги опишува деновите на кај Макчелан во Првата светска војна. И се тоа некако изгледаше природно, као да бевме веќе негде тоа го виделе. И на еден момент ми се заврте Комненовиќ и ми вика: слушај, Заре, видиш, ови мои Срби у младим данima ме нису натрали да се пењем по кај Макчелану, а видиш, ви македонци натреснеме ме по старе дане да се пењем по кај Макчелану. Од кај Макчалан маршот на бригадата продолжи кон Караџова, јужно од планината Кожур, преку градчето Соботско. Ни сите тие мали села и градчиња во Егејска Македонија, бригадата беше пречекувана со воодушевување од местното население, кое за прв пат ја гледаше својата македонска војска, како достоинствено и со верба во победата, победнички маршира низ овој дел на Македонија. Стасавме во логорот на грчките андарти, како ги вика тогаш. Бевме многу убаво дочекани. Одмах ни припремија вечера, после вечера станавме поред беа организирани логорски ватри. Поред тие логорски ватри седеа по 20-30 партизани. Онда се пеа македонски и грчки песми. Беше многу пријатно. Си спомнувам за пречекот кој ни го праве таму. Една ноќ врвевме во малото егејско градче Сбцко. Беше излегол сиот народ. Се наредиле од едната страна мажи со борина запалена враце, а на другата страна жени со дарови. Ние, нивната македонска војска, врвевме помеѓу нив. Тие беа многу радосни, плаче, не прегрнува, не бакнува, жените не дарува со кошули, со чорапи, со смокви, сувогрозје и уште многу други работи. И јас во таа војна, иако сум се изнагледал на луѓе, жени што плачат над мртовци, не сум видел толку плачење од радост. И не сум имал ни разбирање за тоа во тоа време како млад човек. Плачеа и го бацуваа знамето. Ние влеговме со песната во борба. Хорот многу добро ја пееше, тоа беше 4-гласно. И просто луѓето беа растрепетени. Има и причина зошто да се радува. Меѓу ни врвеше нивната
македонска војска, нивната прва војска. И ние, борците, особено ние македонците, бевме многу возбудени и многу радосни. Всушност, прв пат чекоревме и ја газевме земјата од нашиот егејски дел. Морам да кажам дека насекаде, по сите села бевме убаво пречекувани, не чуваа и не хране. Би била неправедна ако не спомнам и тоа, дека и маџирите, малоазиските, грчки доселеници во Караџовата, многу убаво не пречекува и не хране и не чува. Изминувајќи пат долг над 300 километри за само 11 дена, бригадата успеа да ја спречи големата германско-балистичка офанзива во Западна Македонија, која имаше за цел да ја уништи оваа партизанска единица. Благодарение на добрата организираност и на високиот морал на борците од бригадата, маршот успешно заврши со пристигнувањето во Фуштани. Во исто време, на оваа територија во Егејска Македонија пристигнуваа и единиците кои дотогаш действуваа во Прилепско, Тиквешко и Мариовско. И сите тие се подготвуваа заедно со борците од првата македонско-косовска бригада да преземат на борбени акции против германскиот и бугарскиот фашистички окупатор.